Министерството за здравство и социјална заштита соопшти дека е усвоен протоколот за серолошки тестирања за присуство на антитела создадени од SARS-CoV-2 и во приватните установи. Техничкиот комитет за експерти за справување со опасниот вирус го освои протоколот со кој се дозволува серолошки тестирања и во приватните установи, но претходно тестовите мора да бидат проверени од страна на Институтот за јавно здравје, стои во соопштението. Се додава дека ќе може да се користат само тестови одобрени од Националната агенција за лекови и медицински апарати во лаборатории лиценцирани и признати од Министерството за здравство и социјална заштита. Белгиската влада ги советуваше граѓаните да не ја напуштаат државата, особено ако се уште не ги резервирале летните одмори. Повикот е поради влошената епидемична состојба во Белгија и стравувањето од вторбранна појава на COVID-19. Според здравствените власти, за само една недела бројот на заразени е зголемен за 61%. Се прецизира дека досега ова не води до зголемен број на хоспитализирани и смртни случаи. Владата вчера донесе одлука да ја упати полицијата до следно строго придржување кон мерките против епидемијата. Најмалку 12 лица се повредени вчера во пукање во градот Пеорија во американската држава Илиноис, соопштија официјалните лица. Полицијата соопшти дека пукањето се случило утрото, како и дека во моментот на местото на инцидентот биле собрани околу 200 луѓе. Според портпаролката на полицијата Еми Додсон биле застрелани 12 лица, од кои 2 се во критична состојба. Полицијата не дала информации за осомничениот во нападот, а истрагата е во тек.